Како предлагачи сметаме дека нема процедурални пречки за измени на изборниот законник, ниту за негово спроведување во пракса. 18 подпишани пратеници очекуваме дека двата закона ќе се најдат на дневен ред на следната собраниска седница во согласност со деловникот. Поднесени се пред 20 дена на 8 ноември, а самата иницијатива за измени на изборниот модел е формално започната пред 2,5 месеци на 11 септември. Тогаш уште не се зборуваше за предвремените избори. Дополнително, да подсетиме дека самата тема за промена на изборниот модел се дебатира во јавноста повеќе од една деценија и во моментов сите знаеме дека има големо разбирање и поддршка за неа од граѓаните. Што се однесува до првиот предлог закон, кој предвидува измени на изборниот модел од 6 во една изборна единица во Републиката со 120 избрани пратеници. Тој е едноставен и јасен како закон. Исто така е технички едноставен и изводлив процес кој бара само нов формулар за гласачките ливчиња и нов софтвер за пребројување на гласовите. Гласачките места и одбори остануваат исти, различно е само собирањето на гласовите кои одат сите на едно конто. Вториот предлог закон пак се однесува на локалните избори и воведување отворени листи за избор на советници, што досега ниедна партија не го оспорила, а е исто така барано подолго време од граѓаните. Втор елемент во овој закон е замената на родовата квота од 40% со друг модел на изменичен редослед на жени и мажи на листите и на оние за парламентарни избори и на оние за локални избори. Ова е долгогодишно барање на женското движење во Македонија и исто така предлог на жените пратенички во ова собрание. Севкупно, како иницијатива за една изборна единица и сите подписници на двата предлог закона, убедени сме дека со овие измени сериозно ќе се демократизира македонското општество. Дали имате некое прашање? Да, се обраќавме, знаете, и писмено до председателите на трите партии кои што преговара за изборниот законник. Имавме одговор од председателот на СДСМ Зоран Заев, имавме една средба на наше барање кај него и друга средба кога организиравме јавна расправа како иницијатива парламентарна во Собраниево, каде што дојдоа многу пратеници и од различни политички партии, а од овие тројца лидери дојде повторно само председателот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и даде целосна поддршка. Очекуваме мнозинство, затоа што за промена од 6 во една изборна единица, тој дел од изборниот законник се носи со просто мнозинство. И за тоа апсолутно имаме. Вториот дел се носи со мнозинство со дополнително особаден тер. Исто така очекуваме поддршка од сите, како што реков досега, никој не го оспорил тој дел од измените.